Кратко и јасно, во Македонија делумна двојазичност на службено ниво има, колку и да сум против тоа. Но таа двојазичност не подразбира ни законска ни политичка обврска службените лица македонци да ги познаваат двата јазика. Ако секој политичар албанец во сите политички институции и во службено својство на територијата на Македонија може официјално да говори на својот мајчин јазик, па тоа важи и за секој политичар македонец. Министерката Весна Јаневска има право да говори на македонски јазик. Не само во Тетово, туку каде што сака, и никај нема право да и наложува да зборува на албански јазик или пак да носи преведувач. Па посебно не со зборовите си земали преведувач, или ти кажавме кога ќе дојдеш овде да земеш преведувач. На што личи ова? Кој тоа и кажал на министерката? И каде е тоа овде? Демек во Тетово не смее да се зборува македонски? Ајде ви се молам. Значи дека проблемот не е само поради фактот што во Македонија прв официјален јазик е македонскиот, за кој нема потреба од превод, туку и начинот на кој беше поставено прашањето. Па видете му експресијата на лицето полн со себе. Ова е целосно недолично и неприкладно, бидејќи пред се станува збор за обраќање кон дама, повозрасно лице, доктор, универзитетски професор и актуелен носител на јавна функција. Комуникацијата меѓу новинарите и носителите на јавни функции треба да биде коректна, достоинствена и базирана на почит, со висок степен на професионализам. Но поради фактот што во денешно време, посебно кај нас, секој може себе си да се прогласи за новинар, ќе ни се случуваат вакви работи. Како беше и со новинарството се претера.